Трагедија пред Нова година. 60-годишен маж најден мртов во штипската населба Баби, на само 2 чекори од куќниот праг. Само неколку минути пред смртта, покојниот Ванчо се разминал и поздравувал со соседите, а потоа паднал и умрел на улица. Слушам повик за потреба од телефон да се повика брза помош. Испадам на портата, гледам дека истиот човек, мислам, од целото ми е човекот, знам го убаво. Дојде до него, фанало за јаката да подигнало да видам ако има шанси да му се помогне нешто да се помогне, додека да се повика брза помош или било што. Мојата констатација беше дека он беше готов, затоа што беше помодрен целиот. Ванчо бил стечаен работник и екзистенција обезбедувал од собирање пластични шишиња. Со таа намера излегол и утрово од дома, но не успеал да се врати назад. Дојдел до тука до оваа бандера, имаше едно 4 шишиња или од другата страна не забележи дали има, ама гледам дека ги има земено тие. Враќајќи се нагоре, најверојатно е клизнал. Паѓа очички затоа што му носот беше разбиен. Сега, дали е од самиот пат настанала смртта или е од удар, не би можел ја да кажам. Од што Ванчо починал, одговор треба да дадат лекарите, но соседите се сомневаат дека во прашање е несреќен случај, односно дека паднал на подмрзната улица и смртно се повредил. Времето човек дека нема сонце, таму има и такво. Мраз, едноставно може човек да клизне и да удари, се може да биде. Тука и денеска во 3 сата да дојдеш мразостоја. Замрзнува тука, ама треба пазење. Од друга страна, лекарите тврдат дека при таков пат човек не може да заврши фатално и дека најверојатно во прашање е срцев удар. Инаку Ванчо пред 2 дена се вратил од Белгија, каде живееле неговите деца, со намера овде да ги помине празниците, но наместо на прослава, сега семејството ќе се собере за тага.